Да, како што најавивме, продолжуваме со емисијата. На линија го имаме универзитетскиот професор Јове Кејкеновски. Со професорот Кејкеновски требаше да бидеме тука во студио, но сепак поради објективни околности одиме онлайн. Ајде прво да видиме како е врската. Професоре, дали се слушаме? Ние вас ве гледаме. Јас ве слушам, не знам. Не ве гледам, меѓутоа ве слушам. Да, одлично е, добро. Ние вас одлично ве гледаме. Добра е врската. Се надеваме така и да остане. Професоре, за почеток да ве прашам за во однос на евроинтеграцијата, она што е најново е што доаѓа од Тирана, од самитот за Западен Балкан. Таму премиерот Ковачевски се сретна со европските челници. Она што го слушаме, повторно слушаме исти фрази на охрабрувања, па така со еврокомесарот за проширување Вархеи вели Македонија има неповторлива шанса за предвижување напред. Од Ковачевски Шолц, Северна Македонија да го продолжи европскиот пат, имаме силно охрабрување и поддршка од Германија. Значи, охрабрувачки пораки, но дали се само празни фрази, бидејќи знаеме кои се пречките? Па, навистина човек не може што да заклучи. Повеќе од јасно дека постојано се повторуваат овие исти фрази, станаа веќе флоскули. Навистина доста ни е тапкање по рамо. Јас мислам дека ако нешто веќе се действува, сигурно треба да се действува во насока на нашиот сосед, кој што се уште круто, цело време круто и предпоставам дека и понатаму круто ќе настапува во делот на нашата полноправна интеграција во Европската Унија, каде што треба сериозно да поразговараат со нивните лидери, прво да го омекнат вокабуларот и да едноставно да ретерираат од своите шовинистички барања и сите оние други илузорни барања кои што ни ги наметнуваат и едноставно не уценуваат цело време. Од друга страна, факт е дека повеќе станува јасно дека сега јас не можам да гарантирам дали тоа ќе биде и во иднина, опозицијата цврсто стои за тоа дека не може да има уставни промени по диктат на бугарската страна. Меѓутоа на опозицијата, на македонската опозиција се приклучија и дел од другите опозициони албански политички партии, кои што ја отвараат пандорнијата кутија, кои што сметаат дека треба да дојде до промена на онаа бројка од цензусот фактички определен со имплементација на Охридскиот рамковен договор, така да се повеќе станува изгледно дека до уставни промени не може да дојде. Впрочем, паѓаат во вода најавите и на премиерот и на целото државно раководство дека ќе има дел од гласачи кои што се на страна на опозицијата, односно во редовите на опозиционата политичка партија. Да, јасно е дека состојбата наместо да се решава, состојбата се комплицира со ова и вие што го спомнавте со албанските опозицијски партии, од кои имаат едни имаат барања дека треба да се смени ставката, формулацијата за 20% за јазикот во уставот, други да речеме како алтернатива бараат и амандман во уставот кој ќе се однесува на корупција, значи, но сепак тоа се други барања, како што и вие исто така констатирате, ВМРО ДПМН нема изгледи дека ќе попушти. Веќе ноември е завршена приказна, ми се чини, бидејќи претходно ноември беше спомнуван како рок кога треба да се одржи втората меѓувладина конференција со Европската Унија, која требаше да започне отварање на поглавијата, но тоа веќе никој не го зборува, тој рок е невозможно веќе да се фати, просто кажано. Друг рок за сега нема, останува. Знаете што, опозицијата на неколку навради се обидуваше и промовираше разни рокови. Прво беше рокот некаде септември, за да потоа испадне ноември. Сега очигледно дека не знаат што ќе прават понатаму и немаат рок. Така да тоа е дополнително повеќе од јасно дека сега во ноември не може да биде, а јас сум сигурен дека се додека не се одржат нови предвремени парламентарни избори, не ќе можеме да говориме на оваа тема.
Да, нови предвремени парламентарни избори, тоа е веќе нешто што за разлика од уставните измени веќе активно се зборува. Претседател на собранието Талат Џафери веќе зборува и за роковите, кога може да се распишат, кога може да се одржат. Тоа се веќе технички прашања, дали со вториот круг на претседателските избори заедно со нив, кога е најлогично да се одржат во исти ден или потоа. Нема да налегуваме премногу во тие техникали, дали е 10 дена пред или 10 дена потоа, но прашањето за предвремени парламентарни избори кои се малку, да речеме, пред формалниот датум е суштинско прашање кога се зборува за уставните измени. Значи, ако сега не се донесат, тогаш тие ќе останат како прашање за идната влада. А по се изгледа, според сите анкети кои се прават, дека идната влада ќе ја состави ВМРО ДПМН. Барем така покажуваат анкетите, бидејќи покажуваат една голема разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Што ќе значи тоа? Дали верувате, еве да ве прашам, во тие приказни кои ги промовира власта, да речеме, ги повторува неколку пати, дека раководството на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски им ветил на меѓународните партнери дека кога тој ќе дојде на власт, тој ќе ги реши уставните измени? Па добро, јас мислам дека со доаѓањето на власти може да ги реши уставните измени, од причина што сигурно од она јас што го слушам, јас немам директни информации, меѓутоа што го слушам, гледам едно реално образложение, бидејќи ќе она што, ако добро го разбрав, ќе побараат редефинирање, нели, на одредени одредби од договорот, меѓутоа и промена на ставот, нели, на нашиот бугарски сосед, а при тоа мислам дека интензивно работат и со сестринските народни партии во Европскиот парламент да помогнат и да дадат поддршка во овој сегмент. Сметам дека новите парламентарни избори и новата власт, сметам дека ќе даде една нова динамика, една на тие договори, преговори, односно усогласувања, и дека уставните промени нема да бидат онака како што го замислува раководството на нашиот источен сосед. Дали, професоре, можеби со таа филозофија, ајде да речеме, или со таа теза, дека кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, ќе успее да ја смени преговарачката рамка, која е усогласена од страна на Европската Унија и која во многу зависи од бугарските барања, кои се на некој начин направене компромис со нив за да се добие оваа преговарачка рамка. Зошто би очекувале дека Бугарија би го сменила мислењето во иднина? Тоа е едно прашање. Второ прашање, ако направиме аналогија со Преспанскиот договор, со прашањето за името, ние гледаме дека секогаш следните преговори беа на наша штета. Значи, ние добивавме само полоши услови, додека на крај не го добивме тоа што го добивме. Зошто мислиме дека со Бугарија би било различно, дека следната преговарачка рамка би била подобра? Па видите, факт е дека ние добиваме се потешки и потешки услови, меѓутоа факт е дека и ние самите си ги составаме. Ако се сеќавате на времето, нели не убедуваше тогашното раководство на Социјалдемократскиот сојуз и тогашниот, нели, претседател дека времето работи за нас со Грција, меѓутоа очигледно се покаже дека ВМРО ДПМН и тогашниот нејзин лидер во времето кога беа најдобри односите со Грција, Љупчо Георгиевски, беа на прагот да го решат спорот со името, и тоа многу по-безболно во однос на овој Преспански договор кој што беше. Значи, покажа дека времето не работи за нас. Од друга страна, ние со бугарите навистина имаме една комплицирана, би рекол, историја, каде што тие јасно ја покажуваат својата недоследност. Еве, јас ќе ги подсетам гледачите на Бледските договори од 1. август 1947 година, каде тогашното раководство на комунистичките партии и на раководството на Бугарија, предводено од Тодор Живков и тогашниот маршал Јосип Брз Тито, направија еден навистина сензационален договор, на кој што, за жал, во тој период се спротивставиле и големите сили, како од Западот, така и од Истокот, меѓутоа, тие Бледски договори или Бледски спогодби биле
далеку пред времето и пред вредностите кои што подосна ни ги нудат преку Европската заедница и преку Европската унија. Значи, уште тогаш се говорело за културна автономија на македонците во Пиринска Македонија, се говорило за заедничка федерација, се говорило за да наеднаш веќе некаде со формирањето на информбирото дојде до прекин на тие под притисок, и од западот пред се повеќе од истокот, од тогаш раководното Сталин кој што беше на првата позиција во тогашниот Советски сојуз, така да се случи прекинување на една убава замислена идеја и вредности кои што ги промовираа со подпишување на тие Бледски спогодби. За жал, бугарската страна еднострано отстапи од тие Бледски договори, и што е, би рекол, жално, срамно, бедно, не знам како да употребам збор, или трагикомично, значи таа подосна се откажа, речиси, од сите спогодби кои што се составен дел на тие Бледски договори, меѓутоа не се откажа од репарациите кои што во тој период изнесува 25 милиони долари, или чинам дека некаде денеска се во противвредност 500-600 милиони евра. Значи, едноставно тие договори не важеа за подобрување на животот, на правата и на слободите, за подобрување на стопанската соработка, за царинската соработка, за културната автономија и така натаму. Едноставно останаа во важност со нотата на тогашната бугарска влада. Тие се откажаа од се, само не се откажаа од договорот за дека се ослободени од репарациите. Така да Бугарија честопати го менувала својот став во зависност од ветриштата кои што дуваат. Се надевам дека и ова политичко раководство тврдо, за мене шовинистички изјави и потези кои што ги прави посебно бугарскиот председател, ќе бидат минато. Ние ги видовме дека заминаа во историјата најгласните политички партии кои што не доведоа до ова дереже, па чинам дека набрзо по изборите ќе заминат во историјата и ова раководство на Бугарија, и ќе дојдат едни посовремени момци, дечки, луѓе кои што едноставно ќе сакаат добро соседство, не само од вербален аспект, туку и практично да имаме и меѓусебна соработка, па дури што да не и братска соработка, како што имаме и со останатите наши соседи. Да, професоре, кога зборуваме за евроинтеграциите, се чини дека Македонија не прекинува да изненадува или, како некои што би кажале, останува да биде земја на чуда да се случуваат, па така сега како една надеж за успех на уставните измени за продолжување на евроинтеграциите се спомнува името на поранешниот премиер Никола Груевски. Се расправаат власта и опозицијата во кој контекст. Опозицијата вели дека тој договорен со власта вели дека Мицковски е послушник на Груевски и така натаму. Самиот Груевски негира, но интересни се пораките, доколку читаме меѓу редови, кои доаѓаат од највисоки представници на власт. Значи, прво е да почнеме од Али Ахмети, кој во интервју го пофали Груевски, не сакаше да каже ништо лошо за него, па потоа дојде порака од вице-премиерот Фатмир Битики, кој, да подсетиме за оние кои не знаат, е назначен од страна на СДСМ во владата, кој вели дека и тој се залага за помирување во контекст на Груевски, таква една реторика употребува да се ублажи казната, а последно дојде од министрот за надворешни работи Бујар Османи, кој исто така во телевизиско интервју кажа дека од политички аспект, од безбедносен аспект не е добро да имате премиер кој што ви бил премиер повеќе од 10 години, ги има сите информации на државата, а е во рацете на друга држава, тоа не е паметно за било која држава, вели Османи. И албанската опозиција сега со право винува дека власта подготвува терен за враќање на Груевски во земјава. Тие дури и одредија датум, велат на денот на ВМРО ќе биде тоа. Не знаеме дали е тоа така, но очигледни се пораките кои доаѓаат
кои на некој начин го амнестираат Груевски. Како гледате вие на ова? Па, очигледно, уште еднаш покажува колку конфузијата во редовите на власта е голема, колку се тие контрадикторни во своите тврдења и колку се упорни во желбата да разединат опозицијата. Меѓутоа, мислам дека нема да им поминат и сите овие сплетки и интриги кои што ги прават. Жално е, па и трагикомично е, ако сакате, оние кои што му овозможија да избега, оние кои што оневозможија да се водат судските процеси за бегалецот во Будимпешта, токму во нашата држава, сега се најгласни говорници дека требало да му се намали казната, а до вчера говореа како најголем криминалец, како најголем злосторник, сега ќе испадне дека според нив во овој моментот тие можат да го прогласат и за народен херој. Што е очигледно смешно, трагикомично и на вистина една сериозна политичка партија не смее да си дозволи вакви политички изјави или вакви политички ставови. Меѓутоа, очигледно дека тука желбата да се обстои на власт и желбата да се направат уставните промени е поголема од се. Значи, тие не бираат цената која што ние ќе ја платиме. Па така да, меѓу другото, иако они се обидуваат така немошне, неуместно да не убедат дека измените на кривичниот законник па и амнестијата немаат никаква врска со сторените кривични дела, меѓутоа факт е дека голем дел од обвинетите од поранешната власт се ослободени, односно ќе бидат ослободени, ги опфаќаат измените на кривичниот законник, застаруваат нивните сторени кривични дела за кои што досега одамна требаше да бидат зад решетките. Очигледно дека се игра и на таа карта и на тие кои што им застарале кривичните дела, за да утре имаат право од нив да побараат, демек еве ние ви овозможивме да не служите, да не одите во затвор, меѓутоа сега бидете спремни да се реванширате. Меѓутоа мислам дека и тоа нема да помине, бидејќи и врапчињата на гранките знаат дека се е ова една игра во рамките на тие тесно партиски и лични интереси. Кој е целта, професоре, што мислите сега на власта со тоа што го промовира Груевски? Дали е тоа што вие го начнавте сега како можеби теза дека тие така се обидуваат да ја разединат ВМРО-ДПМН, бидејќи има уште... Тоа е вистина, не, тоа е, мислам, се гледа, оддалеку се гледа дека целта е да разединат најголемата опозициона партија, сметаат дека со неговото доаѓање тој ќе оттргне поголем дел, еден сериозен можеби дел од членството, и сметаат дека во иднина полесно можеби би се договарале, бидејќи тој има уште кривични дела за кои што треба да одговара и за кои што не застареле. Меѓутоа, чинам дека тоа ќе биде еден повтор јалов обид, бидејќи јас верувам, знаете, народот лесно се превртува од една на друга страна, меѓутоа во оваа ситуација мислам дека на сите им е јасно дека Груевски нема веќе голем авторитет, иако се обидуваат преку нарачани анкети да го направат, да го зголемат, вештачки да го зголемат рейтингот. Јас сум сигурен дека она што тој го направи, посебно со неговото бество и неспремноста да се соочи со органите на прогонот, ќе придонесат да остане што е можно посплотена најголемата опозициона политичка партија во Република Македонија. Да, вие кога спомнавте за амнестија за кривични дела, последна информација која излезе вчера е дека застаре едно или со преквалификација отиде во неповрат делото, едни од квалификациите на делото Мокник на Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Веројатно тоа слично ќе се случува и со другите дела. Кога зборуваме за кривичните дела... А сите оние речиси што почнуваат кривични дела на са Титаник и не знам другите, Талир, тие веќе застареа како кривични дела. Трезор
и да голем дел од нив ќе бидат ослободени од кривична одговорност. Но интересен еден дел што сакам да ја прашам за вашата матична партија ВМРО-ДПМНЕ, кога зборуваме за кривичните дела. Јас морам да потенцирам за вас дека иако сте истакнат член на ВМРО-ДПМНЕ, секогаш сте били принципиелен во однос на случаите на СЈО. Секогаш сте барале да се гонат до крај, секогаш сте го критикувале целиот тој процес принципиелно, но за разлика од вас, вашата матична партија прво имаше став дека сето тоа се политички нарачки, дека тоа се политички притисоци, па и дека Груевски е политички креирано, лепено, сечено, монтирано, па и за Груевски. имало, сигурно дека имало еден сегмент и такви, меѓутоа но интересен е фактот дека има голем криминал. Еве видите што се. Еден друг момент само сакав да ја прашам во контекст на тоа. Но сега кога излезе сударот со Груевски на актуелното раководство, одеднаш излегоа представници на ВМРО-ДПМНЕ кои велат па тој има кривични дела, па тој за тие кривични дела треба да лежи. За истите тие за кои велеа дека се политички монтирани и така натаму. Знаете што е најжално? Сите оние кои што јас кога критикував, ме етикетираа како најголем политички непријател на мојата партија. Јас само барав едноставно прочистување на партијата, односно ослободување од сите оние и одговорност на сите оние кои што сториле кривични дела. Јас обстојав на мојот став, иако морам да признам дека не ми беше лесно во тој период да кога ќе одиш некаде на некој собир, па покажуваат со прст на тебе, еве го предавникот, еве го. Истите тие луѓе денеска фрлат дрвја и камења по тие луѓе кои што до вчера од кои што до вчера имаа закрила и богами дебело се нафатираа додека беа заедно со нив на власт. Така да сега неговото враќање сигурно дека ќе им смета и тие се обидуваат на сите можни начини да го и понатаму принципиелен во своите ставови. Да. Ало? Да, имавме еден краток прекин, но еве повторно ве слушаме, само да видиме дали е во ред со Па јас ве гледам, нешто ми задзвонија во меѓувреме, во непотребно време. Во ред. Тоа е нели целта, ризикот на овие онлайн јавување. Да, кратко беше, неколку секунди, не е воопшто страшно. Повторно сме онлайн. Добро, да, тоа е за Груевски. Знаете, за мене е навистина голема сатисфакција, сето тоа што го кажував, доаѓа до израз, моите исправни ставови и мојата принципиелност доаѓа до израз и се поголем број на членови ми одаваат сега големо признание, иако со закаснување, така да сметам дека во иднина ќе водат малку повеќе сметка во однос на мојата принципиелност, во однос на мојата стручност и ќе ги почитуваат повеќе моите ставови. Се надевам дека конвенцијата сега кога ќе бидејќи ни овозможи да доследно ги конвенцијата дели за избор на кандидат за председател, ќе ни овозможи доследно да ги представиме своите ставови на сите оние кои што сметаат дека може да дадат придонес пред се за државата и да поведат и државата, партијата и граѓаните во една нова иднина, со едни честни луѓе кои што ќе промовираат еден нов начин работа и пред се одговорност за несработеното и за стореното зло. Вие ќе се пријавите повторно на таа конвенција? Па, имам се поголем број на сопартици, пријатели, другари кои што ме поддржуваат во идејата. Се уште размислувам. Би сакал, интимно би сакал, меѓутоа морам да ги проценам реалните сили, за да не испадне повторно некое случување како што се случи со кога бев против кандидат Иванов, кога целокупното раководство неоправдано застанат зад нивниот кандидат, зад кандидатот нели на Мијалков и на Груевски, нели поранешниот председател Иванов, и каде што буквално беа под наводници силувани делегатите да гласаат за нивниот кандидат. Меѓутоа и покрај тоа јас им земав некаде околу 10% од купниот број на делегати. Се надевам дека ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде флексибилно во тој поглед
ќе овозможи слобода, нели, на секој да се изјасни, би било добро да кандидатот за председател го избере целото членство, меѓутоа чинам дека за тоа нема време. Од друга страна ме изненадува она што го слушам во јавноста, да голем број на јавни личности, нели, во нашата држава кои што немаат никакви допирни точки со ВМРО ДПМН, напротив биле дури и големи непријатели на ВМРО ДПМН, покажуваат интерес, нели, да се пријават на конвенцијата, меѓутоа од друга страна уште пострашно е што пак голем дел не голем дел, еден дел, нели, еден дел од сопартиците може би им дале одредена наклонност, меѓутоа чинам дека тоа се помали групации, меѓутоа кои што сигурно ќе го пореметат, да речем, исходот на самата конвенција. Бројката која што слушав од моментот во овој момент 22 кои што се ставени во тој барабан, нели, на кој што се испитува јавното мислење, нели, на членството за сите овие потенцијални кандидати, чинам дека е мощна голема. Би било добро да таа што е побрзо се сведе на помалку од 1/10, за да може, нели, пообјективно да се согледаат ставовите и, нели, заложбите на сите оние кои што ќе останат понатаму во таа кандидатура за кандидат за председател на ВМРО ДПМН на наредните председателски избори. Интересно е поведението на поранешните председатели, па така и на председателот Иванов, кој беше председател во 2 мандати, на поранешниот председател Црвенковски, кои после нивните мандати едноставно исчезна од јавноста. Гледаме дека во светот не е така, дека поранешните председатели потоа се многу активни, одат на турнеи, држат предавања, учествуваат во јавниот живот. Овие наши поранешни председатели едноставно после мандатот исчезнуваат, ги нема никаде. Мислите ли дека тоа е можеби правилно или... Па знаете што, ние прво немаме многу од 4 претходни, само 2 се, нели, живи, едниот од време на време се јавува и кога ќе се јави предизвикува одредена бура. Мислам на поранешниот председател Бранко Црвенковски, и неодамна имаше една своја изјава со која што предизвика, нели, реакција, сериозна реакција во јавноста, меѓутоа чинам дека принципиелно одговори на бугарските барања. Од друга страна, поранешниот председател Иванов, не слушнавме ништо за него, од него, не слушнавме за неговите ставови по однос на актуелните случувања и мислам дека не е оправдано, бидејќи сепак тој е на државни јасли, прима плата и треба да биде активен во политичкиот и во јавниот живот на државата, па впрочем и во партијата која што го предложил. Да. Добро, професоре, ви благодарам за оваа интервју, за оваа анализа. Ви благодарам и вам. Ова беше професорот Јовеки Кеновски. Разговаравме за сите актуелни ситуации во домашната политика.